Почитуван председателе Вучич, почитуван премиер Рама, почитувани представници на медиумите, драги граѓани од целиот наш регион, од трите земји, од Западен Балкан 6, кој што веројатно будно ја следите оваа иницијатива која што започнува на иницијатива на председателот Вучич. Му благодарам за оваа иницијатива, заради тоа што, како што кажа и досега моите колеги, никогаш не е доволно тоа што досега е направено. Мораме да работиме поинтензивно, подобро, заедно, и да не бидеме задоволни само со тоа што досега е постигнато. Затоа што дефинитивно нашиот регион, ако ја напреди севкупната соработка во делот на четирите слободи, така познати во Европската Унија, а нешто кое што е желба за нашите граѓани, а тоа е слободното движење на стоки, на услуги, на работници и секако слободното движење на транспортот. Генерално овде мислам дека дефинитивно ќе го создаде она што сите го очекуваме. А тоа е Балкан, кој што дефинитивно ќе биде повеќе почитуван од сите други региони во светот. Балкан кој што ќе биде покомпетитивен за сите други во светот, но и Балкан кој што ќе биде попривлечен за нашите граѓани да останат овде, да работат овде, да го планират својот живот овде, како и попривлечен и за странските инвестиции, кои што ќе можат на еден широк ресурс да ги прават своите планови, како што е регионалната понуда која што можеме да им ја испорачаме. Имаме многу неискористени потенцијали и капацитети за зголемување на оваа наша регионална соработка. Ќе добиеме и повеќе почит и поддршка од Европската Унија, ако самостојно покажеме, како што и денеска покажуваме, дека имаме и дополнителен внатрешен капацитет да ги постигнеме оние очекувања кои што се пред нас, а секако досега не се искористени како потенцијали и можности. Зборува и председателот Вучич и премиерот Рама колку би било едноставно и убаво без пасош да тргнете од Драч преку Тирана, да дојдете во Охрид, во Скопје, да продолжите преку Ниш до Белград. И навистина сето тоа што е најважно е отворено за останатите земји од Западен Балкан 6. Ја користам приликата да ги повикам од наше име сите да се приклучат, заради тоа што Западен Балкан дефинитивно е нешто кое што аспирација на сите во делот на унапредувањето на соработката помеѓу сите нас. Навистина, ова иницијатива која што денеска ја отвараме, испраќа и сериозни политички пораки, дека пораките пред се релаксирање на политичките односи во регионот, кој што е многу значаен. Балканот повеќе не е како во 19. век буре барот. Ова е Балкан на 21. век, како регион на мир, на стабилност, на економски развој, комплетно ориентиран и посветен за заврзување и на интеграциите во ЕУ, но и на унапредување на квалитетот на животот на нашите граѓани. Ова иницијатива секако е отворена за сите да се приклучат. Следниот состанок веќе го дефиниравме, ќе биде во Охрид на 10. ноември, каде што секако ќе и продолжиме конкретните чекори, имаме намера да соопштиме први успеси од ваквата иницијатива, да подпишеме одредени спогодби и договори, да продолжиме понатаму со силна политичка мотивација на нашите институции во делот на унапредувањето на слободниот проток, како што рековме, на луѓе, на услуги, на капитал и на стоки. Дефинитивно, ние имаме честа и како земја кандидат, заедно со Република Бугарија да бидеме домакини во 2020 на Берлинскиот процес. Ова ќе му даде само еден нов бустинг, едно ново осознавање, една нова можност за образување на севкупните регионални соработки, кои што секако се е наша аспирација на сите земји од Западен Балкан. Мене ми е драго што дефинитивно сите сме свесни во нашиот регион за потенцијалот и можноста која што постои. Сите знаеме дека треба да направиме нешто повеќе. Сите сме свесни дека досега не е доволно направено. И сите сме со огромна желба да ги направиме следните чекори. Верувам дека преку тоа ќе ги охрабриме пред се нашите граѓани, но ќе посветат и поголемо внимание останатите земји, наши партнери, стратешки, целиот свет, кон овој значаен регион од светот, заради тоа што навистина нашите потенцијали се одлични. Благодарам. Poštovani gospodine Rama, poštovani gospodine Zajev, dame i gospodo, dogovorili smo se posle napornog rada u ova 2 dana da se kratko obratimo, ne zato što imamo malo da kažemo naprotiv, već da bi suština ostala zabeležena. Mnogi će naš sastanak
ovde u Novom Sadu Sastanak ovde vo Novi Sad, tolerancije, кој е познат град по толеранција, но sastanak ovde го нарекуваат револуционерен. Не сум спремен да зборувам толку многу, но мислам дека ова е значаен настан, исклучително значаен за нашите три земји и несомнено за Србија. Што е тоа што денеска го направивме и што е тоа кое што тргнавме да го правиме? Документот кој ќе го видите се заснова на имплементација на 4 клучни слободи кои се меѓународно прифатени, дотолку повеќе и од Европската унија, слобода на проток на стоки, на капитал, услуги и луѓе. Тоа го правиме поради големата корист, заради големата корист која што ќе имаат од тоа нашите граѓани, затоа што сме уверени дека луѓето во нашите земји заслужуваат подобра иднина, подобар и повисок животен стандард и заслужуваат неспоредливо пониски стапки на невработеност. Реформите кои што ги спроведувавме во изминатиот период дојдовме до некои успеси и сега сме подготвени на еден многу поуспешен начин да ги регулираме меѓусебните односи, за да ги изголемиме можностите за соработка и за одржлив раст на сите наши земји и за многу други заеднички добра. Нашата цел до 2021 година е да направиме услови за максимално со лична карта да можете да помините преку границите на сите наши три земји во регионот, Македонија, Албанија. Можем да кажем дека всушност да можеме да кажеме дека нема да ви е потребен пасош да ја поминете преку албанската граница и обратно, и според анализите на Светска банка околу 26 милиони часа губат нашите камиони на границите на Западниот Балкан. Значи ова е само пример кој што би можел да ви покаже колку би можеле да ги изголемиме работните услови и платите за нашите луѓе ако ги отстраниме тие бариери. Тоа значи дека таквите бариери би ги отстранили преку формирање посебни кластери преку кои би овозможиле и 10 и повеќе пати побрз премин преку границите, зголемен проток на услуги и добра, а како што реков и луѓе со капиталот нема да биде така едноставно, но уверен сум дека и во годините кои доаѓаат ќе можеме и тоа да го промениме. Исто така, сметам дека за нас од пресудно значење е тоа што работевме на конкретен начин, што се боревме за интересите на своите земји и што го продолжуваме таа работа многу брзо и мислам дека за година дена се надевам дека ќе имаме состанок во ноември, на 10 ноември, кој ќе излеземе со најконкретните мерки со кои што ќе можеме да се пофалиме. Посакуваме да ја спуштиме стапката на невработеност во Западниот Балкан на 19,1%. Отворени сме за со нашите партнери и шесторка, но ова го иницииравме, ги поставивме со ова правилата и сите останати се добре дојдени во оваа иницијатива. Сите наши земји се наоѓаат на европски пат и им посакувам на сите нив во име на Република Србија да изразам очекување и надеж дека Европската унија ќе отвори преговори со Северна Македонија и Албанија. Тоа е нашата надеж, очекување и желба, но и наша молба и барање до Европската унија, затоа што тие тоа го заслужија. Истовремено им посакувам на луѓето во Северна Македонија и во Албанија да им кажам дека и дури тоа да не се случи овој пат, тоа не е нивна вина и тие треба да знаат дека тие тоа го заслужија, но Европската унија поради некои своји внатрешни причини може да донесе некоја различна улога, но на нас останува да се бавиме со суштински прашања и уверен сум дека она што го правивме вчера, она што го правиме денес и што го правивме изминатите седмици и што ќе го правиме во следниот период е од апсолутно суштинско значење. Ali ne samo ekonomski, već i svaki drugi napredak. Još jedanput hvala mojim gostima. Друг напредок. Уште еднаш им благодарам на нашите гости за тоа што присуствуваа овде овој ден и половина и сум уверен дека нашата соработка ќе биде се поблиска и подобра и ќе донесиме со тоа многу за нашите граѓани. Замислите како би изгледале кога би имале заеднички пазар на работници и на труд, кога во Србија
не би морале да плаќате да ги носите од Италија или од Холандија или од Азербејџан некои стоки или некои професии во зависност од занаетот, од квалификациите или од технолошките способности на некои личности. Значи имаме зголемена конкуренција, зголемен пазар на трудот заеднички и имаме помала потреба од различни сертификати. Тој кој може да работи во Скопје, ќе може да работи и во Тирана и во Белград. Мислам, тоа се фантастични вести и планот да го разрешиме ова е до 2021 година. Ви благодарам, почитувани пријатели, ви благодарам, драги гости, за Еди Рама да не ми рече дека времето ми истече. Јас ќе престанам овде, ќе имате оваа декларација на англиски, а се надевам дека истовремено ќе ја преведеме за домашните новинари и на српски јазик. Ви благодарам уште еднаш. Ќе го замолам сега председателот на владата на Република Албанија да ни се обрати. Јас тебе ќе ти кажам, Еди, кога тебе ти истече времето. Најпрвин би сакал да му се заблагодарам на председателот Вучич и премиерот Заев за Само да бiste razumeli, mora malo da kasnije zato što je engleski relejni jezik. Dakle, prvo se prevodi sa albanskog na engleski, pa onda sa engleskog na srpski. We still need English in the middle. се уште ни е потребен англиски во средината, него добиваат англискиот превод. Значи, всушност му изразувам благодарност на председателот Вучик и премиерот Заев, овој состанок, овој значаен состанок со еден значаен исход. Се договоривме да ги поддржиме начелата на една заедничка декларација, чиј наслов вели и сите, тоа е имплементација на 4 фундаментални слободи во Европската унија и во земите од Западно-Балканскиот регион. Ова не е состанок кој дојде туку така и би сакал да бидам јасен дека тој всушност не е насочен кон никаква ексклузивност. Тој напротив е чекор кој се прави за да обезбеди еден сеопфатен и инклузивен процес. И во декларацијата можете да прочитате многу лесно дека зборуваме за Западно-Балканската шесторка низ целиот текст. Сепак, додека постоеше пат кој да не донесе овде, постоеше процес на кој сите бевме посветени со нашата поддршка и нашите европски партнери, и ние имавме шанса да сватиме дека мораме да направиме повеќе без да чекаме на другите. Значи, треба да направиме повеќе во функција на нашите граѓани и во корист на слободното движење на оваа територија и во корист на протокот на стоки и услуги, како и на капиталот на оваа територија. И доволно е за мене да ви дадам само еден пример за да сватиме колку е тоа навистина насушно потребно за нас да го спроведеме. Навистина се 26 милиони часови на чекање на заедничките гранични премини. Го слушнавме ова. Сепак би сакал да подцртам дека иако насекаде е познато дека има отворени прашања кои што лежат во срцето на овој регион, тоа не треба да не спречи
да се согласиме, да не се согласуваме во врска со ова прашање, за да успееме да се договориме за главните потреби на граѓаните на овој регион. И последното што би сакал да го спомнам без да одложувам многу е дека во 2017 година на состанокот на Берлинскиот процес во Трст се договоривме за да спроведеме акцијски план за регионалната економска област. 2 години од постигнувањето на таа спогодба не е направено доволно и не се случија многу настани кои што би довеле до поголема интеграција, поголемо вработување и така натаму. Всушност, кога сето тоа ќе го земеме предвид, целта да се состанеме во овој формат и да се приклучиме на оваа иницијатива е со многу поголема енергија и со многу поголема подобра координација да соработуваме на процеси кои на хартија веќе се одобриме, затоа да не чекаме другите да го направат тоа во наше име, имајќи предвид дека всушност имаме албанска поговорка која вели дека само сопственикот е тој кој што ги прави нештата. Денада Шкодран, албанска телевизија, ќе постави прашање. Ве гледаме тројцата вас на овој состанок, зошто немаме представници на Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина и кога очекувате вие 6 да се сретнете заедно без присуство на представници на Европската унија? Okay? Edi, No, I want to hear you first on Kosovo. no, it's not, okay. Mi smo ovo za Srbiju je veoma važno, pre svega zbog odnosa Beograda i Prištine. Ова е навистина важно за Србија, затоа што се... Vi znate da još od CEFTE mi ne samo da nemamo taj problem, nego želimo što bliže razvijanje odnosa i želimo da ne postoje bilo kakve administrativne поблиски, што е можно поблиски односи и немаме никакви административни бариери и подготвени сме за тоа. Ова не е проблем за нас. Сметам дека сме различни, имаме различни ставови во врска со Косово и Метохија. Тоа се две земји кои што се постојат овде земји кои што го признаваат Косово, а други не. Тоа не е прашање сега, но овде сега зборуваме за движењето на капитал, луѓе, стоки и услуги. Ова е клучно за нашите граѓани и ова е за тоа поради кое инсистираме на намалување на тарифите и сакаме да воспоставиме еден вид на правила и систем и со нетрпение очекуваме да се сретнат заедно сите од Западно-Балканската шесторка или како сакате да ги наречете во врска со сите разлики што ги имаме и во однос на тоа дали некого признава или не. Мислам дека тоа што е важно за развојот на цел регион е она за кое што зборуваме денеска и мислам дека нашата интенција да го воспоставиме ова до 2021 година, како што реков, е луѓето да ги тргнат своите емоции на страна и резултатите мислам дека би биле исклучителни за сите нас. Ќе имаме многу повеќе странски директни инвестиции. Мислам дека луѓето од регионот нема да размислуваат дали ќе се случи војна следниот ден, туку ќе видат дека доаѓа неверојатен економски раст. Тоа ќе биде место каде ќе може да се најде работна сила не во една ограничена област, но ако успееме ова сега на 12 милиони луѓе, во иднина да дојдеме до 20 милиони луѓе, тоа се огромни предности. Ова се однесува на економијата, на напредокот, на нашите земји, но се однесува и на одговорната
одговорните односи меѓу нашите земји, затоа што сите ќе треба да внимаваат што зборуваат, да се почитуваат меѓусебно и според мене ова е најдобриот пат во ЕУ, ги имате земјите од Бенелукс, ги имате скандинавските земји и ова е еден важен принцип за нас, ако успееме заедно да настапуваме и да се поддржуваме на патот кон ЕУ и во многу различни облици и ако действуваме како блок на земји, ќе биде многу потешко нашите барања да бидат одбиени и сметам дека навистина е важно што во декларацијата спомнавме дека сите се поканети. На неколку места во декларацијата е јасен повикот да се приклучат сите. Секако одлука е на самите земји кога ќе се приклучуваат, буквално вратите се отворени уште денеска. Зошто сме прво сите три земји овде? Заради тоа што очекуваме Косово да формира влада. Конечно, година дена се направи од кога Босна треба да одлучи за својата влада. Црна Гора може веднаш да пристапи и да се вклучи на целиот овој процес. Да не заборавиме од каде тргнуваме. Целиот овој регион на Западен Балкан има бруто домашно производство од некаде повеќе од 100 милиарди евра, а некаде 100 трилиона е бруто домашниот производ или 100 пати повеќе е бруто домашното производство или 10 трилиони е бруто домашното производство на Европската унија. Ние имаме аспирации да ги забрзаме интензитетите кон јакнење економско на целиот регион и создавање на услови да биде попримамлив, поприфатлив и посакувана дестинација како за нашите граѓани, така и за странските инвестиции. Да не е во декларацијата исто споменато, некаде 5 пати е поголем процентот на невработеност во нашиот регион од просекот на невработеноста која што постои во Европската унија, ако не и повеќе од 5 пати. Сето тоа се сериозни аларми за сите нас да ги дигнеме буквално сите наши аспирации, сите наши капацитети да ги ставиме во функција и навистина да го интегрираме регионот, кој што дефинитивно ќе биде од секој аспект придобивка пред се за самиот регион, за граѓаните, но и ќе биде дефинитивно уште попочитувано место, односно фокус на сите наши партнери, како и главна дестинација. Така да, јас верувам дека многу брзо ќе се приклучат и останатите колеги и партнери од Западен Балкан 6 земјите. Nëse do të keni mirësinë të lexoni декларатën e përbashkët, ако всушност ја прочитате заедничката декларација од почеток до крај, natyrën gjithëпërfshirëse изјавите, të kësaj изјавата подвлекува дека овој всеопфатен инклузивен опфат на иницијативата се состои од тоа што немаме ментори од Брисел, ниту пак од пријателските и партнерски земји кои што кои не собрале заедно. Тоа што навистина не собра заедно е потребата да ја пораснеме нашата економија, да ги намалиме стапките на невработеност, да се соочиме со прекуграничниот криминал, да се соочиме со нелегалната миграција, со потребата за зголемување на животните услови за сите граѓани, да го забрзаме чекорот на развојот и да ги обезбедиме фундаменталните слободи кои што возможуваат обединета Европа. Тоа е тоа што не собра овде заедно денес. Од друга страна, ставивме до знаење многу јасно во декларацијата дека ние нема да чекаме или да чекаме или да продолжиме со неактивност и ќе се обидеме да ги туркаме напред сите иницијативи кои што ги имаме на хартија. Нема повеќе да чекаме, ќе продолжиме напред и ќе направиме се што е во наша можност ова да се случи за сите земји во регионот заедно, не само овие три земји.
familjes Нашата male të заедничка Bashkuar, цел, како што беше por në подвечено, ndërkohë që е да familja бидеме madhe e Bashkuar ka дел problemet e veta të од brendshme, ne nuk mund të jemi поголемата, од широката европска фамилија, додека Европската унија има внатрешни проблеми, ние не можеме да бидеме заложници на минатото или да останеме заложници po rriten në të gjithë këtë на несогласувањата кои што постоеа на штета, на штета на децата кои што растат насекаде во овој регион и кои што воедина заслужуваат во една област каде што сите овие 4 слободи се гарантирани и во кој регион како во поединечните земји од него и како и регионот во целост ќе биде дадено до знаење дека овој не е регион од втора рака, и ова не е регион кој што може да си дозволи во него да се спроведуваат експерименти, чекајќи на европското семејство да биде подготвено да не прими на иста маса. Ова е една функција, ова е во функција на иднината, како на нас, така и на нашите деца. Ова е нешто кое што го правиме за воиднина, но делувајќи во сегашното. Ова е зборуваме за време кое што ќе го потрошиме инвестирајќи значени напори. Се договоривме за следна средба во Охрид и на неа ќе ги поканиме сите други од Западниот Балкан. Не постои никаков сомнеш дека përsëritjesh së problemeve këtu e atje, na mbaj peng që të gjithëve. Duhet shkojmë përpara. Добро познатата ситуација за повторувањето на проблемите овде или онде во регионот. Ние всушност мораме да гледаме напред. На нас е да престанеме да бидеме во нашите робови и да почнеме да работиме за еднината на нашите деца и треба да го почитуваме она што е важно, а тоа е дека презедовме заложби до 2021 година да исполниме се за кое што се заложивме овде, а тоа е сите земји од Западниот Балкан и самиот регион да биде област во која четирите фундаментални слободи не се само аспирација, туку реалност. Слободата на движење за сите да биде иста како во Шенгенската област, додека нашите европски пријатели сакаат да имаат соработка само име и кога зборуваме за Шенген, ние прашуваме што е тоа Шенген, може да најдат различно име за тоа, но тоа е сеедно да имаме слободно движење во сите делови од тој регион, од каде и да доаѓаат граѓаните кои што патуваат низ него и без разлика на соработката на горешниот периметар, сето тоа е веќе договорено и постои целосна заложба и волја од сите страни ова да се спроведе од страна на сите три земји, но за ова и се обраќам на јавноста, не постои никаков надпревар меѓу мене или српскиот претседател за ништо во врска со ова. Значи, ова е еден историски успех, затоа што кога и да зборувам за Шенген или за ова, многу предпоставки доаѓаат до мене од сите страни. Дојде денот кога ова станува реалност, кога луѓето во овој регион не се спречени повеќе со 26 милиони часови чекање на граница. И ова е 5 пати подолго и 5 пати повеќе ги чини граѓаните за да поминат граница од во Европската унија. Не постои никаква причина граѓаните да плаќаат ваква цена. И доволно е тоа што историјата не стави во позиција да бидеме назад, но мислам дека ова е нешто кое што ќе помогне да се придвижиме Господин Оливер Бранковиќ, изволите. Имам питање за прашање за тројцата лидери. Конкретно прашање агенцијата од медиумската информацијска агенција. Од економски аспект, што и кои економски бенефити ние обичните граѓани во регионот би имале и кога? Ја не сум разумео за кога е питање. За сви. Могу и на српски, ако хочете. За сите? Добро. Кој е економски? Јeste разумели? Јас сум. Dakle, тоа што станом господин Бранковиќ поставил како питање, тоа е ова што вие господин Бранковиќ ни го поставите како прашање од суштинско значење, тоа е тоа заради кое се собравме денес.
Mi smo se ovde pokupili И се pokazujući собравме овде poštovanje денес, jedni prema покажувајќи почитување едни кон други. Не зборуваме за љубовта, не зборуваме за љубов, но зборуваме за почитување за она што е важно за нашите граѓани. Не се собравме за да ни биде убаво во Нови Сад или во Белград или на некое друго место, и затоа што ни се чини дека донесме фантастични нешта за нашите земји. Ќе се обидам да бидам конкретен, а овде имаме и некои од експертите кои што ќе ни подготват една сеопфатна студија до 10 ноември во Охрид со само ова што ќе го правиме во овие година, во овие следни година и пол. Може би дури 20, ако само 20% врз основа на тие мерки ја зголемиме привлечноста за странски инвестиции во нашите три земји, ќе имаме барем во сите наши три земји по 20% повеќе инвеститори во врска со заедничкиот амбиент, поставување на еднакви услови и олеснување на преминот преку границите меѓу нашите земји, она за кое што зборуваа моите колеги, со тоа што само нивото на странските инвестиции ние проценуваме дека минимално ќе ги зголемиме до 20%, затоа што имаме автомобилска индустрија овде. Имате индустрии во Северна Македонија и во Србија. Ти се мачат да пронедат работна сила во пограничните делови и меѓу двете земји. Некогаш некој ќе може да отиде во Северна Македонија и обратно. Истото важи и за со Албанија. Значи постојат илјадници нешта кои можеме заеднички да ги правиме со едноставно изедначување на прописите околу субвенциите и многу други нешта. Сето тоа ќе ги привлече, тоа што сите инвеститори го бараат, и тоа е тоа што е од пресудно значење за сите нас. Оперативните трошоци ни се за 7 до 9% повисоки во однос на вкупната цена на стоки и услуги. 7 до 9%, од нив 7 до 9% се пари за работниците, за граѓаните на Србија, Северна Македонија и Албанија. Нивната плата може трпи само поради тоа што тие мораат да чекаат толку многу на границите. Придобивките од ова ќе бидат за сите, за собствениците, за работодавците и за вработените, а да не зборуваме и за тоа колку ќе биде посилен нашиот глас кога нема да се појавуваме сами, кога јас нема се појавам сам или тие двајца нема да се појават сами, туку кога ние тројца заедно ќе кажеме ова е нашата заедничка заложба, ова е нашето заедничко барање, кога представувате 12 милиони, што е малку повеќе од она што имат Австрија, Чешка, Унгарија и Бугарија и Грција поединечно. 12 милиони се повеќе од тоа. Со тоа, со ова ние ја зајакнуваме нашата поединечна позиција и заедничка позиција, но ова го правиме за да го зголемиме квалитетот на живот луѓето, да имаат повисоки плати и пензии. Без ова ние ништо од ова нема да можеме да направиме. Како политичари, и господин Еди Рама го спомна тоа, и се извинувам што зборам толку долго, но би сакал да го кажем ова. Луѓе, ние цело време чекаме некој да ни донесе некаква пресуда, што некој друг ќе ни каже што смееме да направиме, дали ќе го направиме, дали нема да го направиме. Супер. Ние сите се наоѓаме на европскиот пат и се поддржуваме еден со друг. Но сме одлучиле сами да работиме, сами да одлучуваме за нашата судбина, сами да одлучуваме за она што е добро за нашите граѓани, да не чекаме од другите. Затоа што ако чекаме, која ќе дочекаме? Зошто да не ги уредиме нашите односи на овој начин и зошто не соработуваме меѓу себе? Кој не спречува во тоа? Јас сум среќен за ова што го правиме и мислам дека сето тоа што навистина го ствараме овде и кога ќе прочитате во декларацијата, јас мислам дека никој нема да постои никој кој ќе најде нешто против од одредбите во декларацијата. Затоа што конечно решивме да ја земеме судбината во наши раце. Извинете што зборувам толку долго. Благодарам на прашањето, многу е важно. Преку ваквите прашања граѓаните ќе го одоловат на вистина целта на оваа декларација денеска и наша интенција која што има и конкретни цели кога да се постигне. Со една реченица, конечна цел е повисок економски стандард на нашите граѓани, повеќе пари кај граѓаните, поголема финансиска моќ и секако постабилна економија, стопанство, нови работни места и слично. На микроплан тоа значи право на младите да студираат полесно било каде во регионот. На микроплан тоа значи да се вработуваат полесно било каде во регионот.
Компаниите, кога имат недостаток на инженери или лекари во Скопје, во Белград, во Тирана, може тоа да го направат во целиот регион. Кога инвестираат во своите фабрики и ги прават плановите согласно квалификуваната работна сила, сега ќе може да го гледа целиот регион. Кога некој ги произведува пиперките, кога ги произведува, не знам, одредени производи кои што се согласно неговиот план, еве, на производител од Битола, до сега допира до Скопје, до Гевгелија, до Охрид, до Куманово. Сега ќе допира буквално до Суботица, ќе допира до Драч, до целиот овој регион, ќе допира до Сараево, до сите 6 земји. Стануваме пазар од 20 милиони. Не сме само ние, еве, 2 милиони. Или не знам, Србија 8 милиони и така натаму и така натаму. Многу е важно што придобивките ќе бидат од секој аспект. Преку оваа иницијатива ќе делегираме доверба целосна на взаемна доверба на институциите. Ако Српската агенција за храна и ветеринарство потврди дека робата е квалитетна за српскиот народ, таа е квалитетна и за македонскиот, и за албанскиот, и за босанскиот, Црногор, за сите. Значи, тоа е и обрнато од сите други земји. Целото тоа дефинитивно ќе има за цел раст уште поголем на бруто домашниот производ, повеќе отварање на работни места, сериозна мобилност на сите во регионот, не само на граѓаните, на стоките, на услугите, на капиталот, сеопште, овде во целиот регион, и верувам дека преку тоа покажуваме дека имаме навистина нетрпение час поскоро да ги овозможиме сите тие придобивки за нашите граѓани. Është shumë e qartë që kostot e kësaj situate shumë Во основа цените кои што трошоците кои што ги имаме од оваа ситуација која што се одвива веќе многу години во очите во очите на сите кои што сакаат да гледаат и овде зборувам за трошоците од чекањето. Ние не можеме да чекаме со векови, а ова е само ова е трошок од чекање од само една година на граничните премини. Ако ги гледаме трошоците за граѓаните кои што ги минуваат границите, само според дете го трошокот за сите други граѓани кои што доаѓаат од другата страна на границата од Албанија, например, и од другата страна на границата, и тогаш можете да направите проценка за намалување на тие трошоци, но прашањето е навистина легитимно. Што е тоа што не собра заедно? Тоа не е ова средба не е само за намалување на трошоците, туку за отворање многу повеќе работни места, за зголемување на приходите на граѓаните и за значително зголемување на пензиите и платите низ сите земји во регионот. За ова всушност ангажиравме и работна група во која што се вклучени стручни лица од сите наши земји и како и светски познати експерти. На Охридскиот состанок ќе можеме да бидеме поконкретни, презентирајќи користа и придобивките од оваа иницијатива и од оваа декларација. Овој денешен состанок е одобрен заедно од сите земји низ Западниот Балкан во рамките на Берлинскиот процес и во рамките на сите други иницијативи. Постои само една новина од оваа декларација. Тоа е волјата да се даде импулс кон се што веќе било договорено и на хартија, а не да се чека некој друг да направи било што за нас. Да не чекаме да се договориме меѓу себе. Не зборувам за тоа дека не треба да бидат вклучени во ова нашите меѓународни партнери. Тие се добредојдени, се разбира, но ние сме тие кои што треба да соработуваат заедно. Другите земји трите земји кои што не се присутни овде, апсолутно не се исклучени или ставени во друга патека. Тие се повеќе од добредојдени да ни се придружат на следниот состанок. Сите ние овде
për të krijuar një hapësirë të përbashkët. Стоиме на располагање за да работиме заедно на еден заеднички проект, да создадеме заедничка област. Слушнав многу критики за ваквата област. Со моето должно почитување, ваквите критики не носат никакви алтернативи. Тие само потекнуваат од статус квото и од минатото кое што го имавме. Не можеме да останеме слепи кон фактите, кон бројките и кон можностите кои што стојат пред нас, имајќи предвид дека тие можности се огромни. Ми беше кажано од страна на премиерот и на председателот синоќа дека туристичкиот водич на албанската монархија кој бил за албанската монархија кој беше еден многу едноставно испечатен со инструментите кои што ги имале во тоа време. Во таа тура биле вклучени и области кои што излегувале од границите на земјата во тој период. И некои граѓани кои што излегувале надворот, кои што доаѓале во Албанија, можеле да го имаат, да ја добијат таа книжка и да ја прочитаат за да видат што има во Албанија. Што не спречува 2 милиони или повеќе од 2 милиони туристи да го посетат главниот град на Србија и на нив да им биде овозможен брз пристап кон сите природни убавини како на Албанија, така и на Македонија заедно. Сето она што не спречува е бирократијата и тоа што сме заложници на историјата, но нашите деца го бараат од нас ние да го направиме следново, да си дадеме еден на друг можност, собирајќи се заедно, седнувајќи заедно во една канцеларија, например. Една од земјите има многу убава земја, но нема море. Друга земја пак има море. Ако ние соработуваме заедно со вас, понудата која што ја правиме ќе биде посеопфатна и за сите нас и ќе биде во функција на економскиот раст, на отворањето, на интеграцијата, изголемувањето на стапката на вработеност. Да, јас всушност ќе му одземам малку време на председателот, но всушност за нас е невозможно да ги следиме некои податоци затоа што да ги следиме странските директни инвестиции затоа што пазарот е многу мал во регионот. Србија е поголема, но всушност и за неа дојде време да разбере, да свати дека всушност е невозможно таа самата да функционира како пазар, затоа е многу важно инвестициите да имаат еден отворен пазар на Балканот, а не само тие да доаѓаат, инвеститорите да доаѓаат овде, да ги производуваат нивните производи и да трошат илјадници часови на царина за да ги поминат нивните производи. Ова се едноставни факти. Но денес овде само ја изразивме нашата волја да го спроведеме овој процес за кој што е крајно време да се спроведе. 2021 е нашата крајна цел за да обезбедиме отвореност на овој регион. И конечно, отворените прашања треба да бидат разрешувани. Сепак овој процес ќе помогне со разрешувањето на ваквите прашања, имајќи предвид дека всушност развојот е тоа што Hvala. I posljednje pitanje, Radio Televizija прави Vojvodina, животот Aleksandra Popović. и размислувањето на луѓето полесни. Pitanje za premijere i predsjednika. Danas ste tu Александр, представници од Европската Унија, дали е полесно или потешко да се постигне договор на тој начин? Ви благодарам. Сви налазимо на европском путу у одреđenoj fazi. Сите се наоѓаме на нашиот европски пат во секој во одредена фаза. Имаме пријатели, но ние сме суверени земји кои што се
во кои што живеат одговорни и сериозни луѓе, nedozreli, pa nam je potreban tutor, u станju smo но ниту sami ние, ниту sebe луѓето da se staramo, tako da сме толку незрели за да имаме потреба од ментори и од тутори. Ние можеме да водиме грижа самите за себе. Што се однесува до мене, тие секогаш се добре дојдени, нашите пријатели од ЕУ се секогаш добре дојдени, но како што сте виделе и самите, i veoma dobro на 10 ноември nastavit ćemo svoje ќе имаме можност da brinemo o svojim да зборуваме конструктивно и отворено. o svojim Повторно, ќе продолжиме со нашиот европски пат, ќе продолжиме да водиме грижа за нашите граѓани, за нашите народи, за нашите земји и никој нема да ни ја одземе гордоста. Не заборавајте дека кога во говорот кој го одржив во Обединетите нации, реков дека агендата на Србија е, имајќи предвид дека, имајќи го предвид сето она што се случува во светот и во Европа, а тоа е uzmu sudbinu u svoje ruke da obezbede bolji život za svoje građane. луѓето од Западен Балкан да продолжат на својот сопствен пат самите и Imamo aktivnu ulogu, radimo, ако a sve što uradimo, сите други стојат на страна, нема да имаме успех, но ние овде денес соработуваме, но нема да го замараме никој во Европа со нашите проблеми и се надевам дека во иднина нема да биде така. Се разбира, ако не ги праќаа нивните службеници овде, немаше да имаме успех порано, но би сакал да им се заблагодарам на нашите гости за тоа што беа прекрасни гости и се надевам дека нашето гостопримство беше во една Никогаш задоволителна Не рамка. ни одело тешко со представници на Европската Унија да се разговара, да се договара и слично, но време е да направиме нешто и сами. Нешто повеќе да покажеме, нешто да направиме, нешто да договориме и сами. Секако представниците на Европската Унија секогаш се добре дојдени. Но ова иницијатива која што денеска ја отвараме има за цел навистина да биде од голема корист на граѓаните од целиот овој регион, но секако и на Европската Унија како наша конечна цел. Да напоменам само дека работиме долго време низ Берлинскиот процес, низ Европската економска агенда и слично, но се уште на нашите граници се чека 80% од времето, односно се уште од транспортот која се движи низ целиот регион, 80% од времето поминува на границите, 20% е по патиштата. Се уште податоците на Светска банка покажуваат дека 1 милиарда евра губиме на граничните премини, како трошок кој што го создаваме преку превозот на стоки и патници. 1 милиарда е 9% од бруто домашниот производ на Република Северна Македонија. Или 1% од бруто домашниот производ на целиот регион од 20 милиони жители. И те како мораме да направиме нешто повеќе за тоа да го придвижиме. Така да денеска проверивме, лесно оди. Верувам дека со сите западни балкански земји 6 ќе биде исто така лесно, заради тоа што придобивките ги чувствуваат само граѓаните. No, it's not easier, it's not more difficult, it's different. Është ndryshe, nuk është as më e lehtë, as më e vështirë. Dhe s'ka një Поразлично е. Не е ниту потешко, Адженда ниту полесно. në raport me të gjitha Имаме една regimet промена во e агендата dakordsuara кога me partnerët зборуваме amerikanë, за institucionet сите заложби за Балкани кои беа Полимор, договорени по со крайни нашите души европски формати, партнери që и за Западниот Балкан, но Është постои промена на форматот ndërtuar mes nesh pa pritur që Bashkimi Evropian të ketë она kohë për të кое marrë што me го ne. градевме Dhe меѓусебно, ta themi siç është без да realiteti. чекаме на Европската унија да најде Ne време nuk да се jemi справува со нас, prioriteti i Bashkimit Evropian. Prioriteti i Bashkimit Da. Evropian është vetë Bashkimi Evropian. да ја прикажеме реалноста таква каква што е. Procesi ku kanë hyrë për të Ние не сме reformuar приоритет за Европската унија. Европската унија е таа која што е приоритет за Европската Доколку че унија. не, nuk mund të presim Ова е нешто тие само што започна да спроведуваат реформи, иницијативи да ја реформираат Европската унија, но ние не смееме да чекаме да станеме приоритет за Европската унија и таа да придвижува процеси кои што веќе сме ги договориле со сите 6 земји, не со само со 3 земји. Но дури и без Европската унија ние мораме да напредуваме, а тоа треба да го направиме оформувајќи многу интерактивна соработка. Ова не е случајност и не е случајност тоа што ќе се сретнеме во Охрид за еден месец и за еден месец подоцна пак ќе се сретнеме во Албанија и ги покануваме сите да присуствуваат на тие настани. Një rrjet
овој интензитет на настани всушност не наведува да мислиме дека воспоставуваме една меѓународна мрежа на експерти институции за да можеме да го спроведеме во реалноста тоа што е напишано на хартија, а досега не е имплементирано. Пред да разговараме овде, зборувавме за еден договор со председател за еден договор кој што требаше да се направи меѓу Министерството за образование на Албанија и Србија за учебниците кои што треба да се објават во двете земји. Зборуваме за ова веќе со години, морам да кажем. И тоа конечно ќе се финализира за време на Охридскиот состанок. Затоа сакал да кажем дека сите овие нешта ќе бидат на радарот на водствата на овие земји и ќе обезбедиме да имаме таква мрежа, интерактивна мрежа. Според тоа не е потешко без нашите граѓани овде, не е ни полесно, затоа што тоа не е нормално. Не станува збор за еден типичен, да кажеме, предизвик, но сепак е предизвик со кој што можеме да се соочиме. Ги покануваме сите кои што можат да ни помогнат со нивниот придонес, но ние нема да чекаме на никого. Из Албанije, Severne Makedonije i Srbije što ste ovo pratili. Драги колеги од Албанија, од Северна Македонија, од Србија, ви благодарам што го следевте се во ова и ќе ја добиете декларацијата, верувам, мислам на српски и на англиски јазик, колку што е можно побрзо. Ви благодарам повторно на сите, ова е од голема важност за сите наши граѓани. Им благодарам на моите драги гости уште еднаш што дојдоа во Нови Сад, што беа мои гости од Hvala секој predsjedniče, што dragi добре kolege, дојдени. ovim je današnje obraćanje završeno, a zamolila bih predsjedniče, завршуваме оваа конференција. zamolila bih vas samo И ispred би molba сакал fotografa да го замолам господине председателе, ова е молба на нашите фотографи да оствариме фотографија заедно со вас, заедно ракувајќи се заедно тројцата.